Здраво и добродојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за структурни хромозомски аберации, односно ќе биде вовед за структурни хромозомски аберации. Сега, општо земено, ние видовме, разгледавме кога зборавме општо за хромозомска менливост, дека структурните всушност доаѓа до преструктурирање на хромозомите. Например, ова ако е еден хромозоми, да речеме има региони, тука има еден регион, тука има некој си регион. Едноставно ќе ги цртам со плава за да ги разликуваме. И сега тој може да премине во некоја си форма, каде што например ќе го изгуби овој горниот регион, горниот плав регион. Или пак ќе му се додаде некој друг регион од некој си друг хромозом. Или пак некој регион ќе се инвертира, например синиот дел сега може ќе дојде овдека, као во продолжение ќе дојдат двата сини, а протоколовиот ќе дојде овдека. Значи постојат различни комбинации на кои може делови од хромозомите да отидат на друго место од хромозомот, да свртат како да се инвертираат на истото место, или пак одредени делови, така например одредени делови од хромозомот да отидат на друг некој си хромозом и таму да се прикачат. Значи сите тие се структурни хромозомски аберации и ги разгледаме во повеќе детали во наредните видеа. Но интересно е да се каже дека најголем дел од структурните хромозомски аберации се летални. Значи најголем дел се летални. Односно смртоносни. Сега има некои кои се, да речеме, добри и кои понатаму се задржуваат во кариотипот и се пренесуваат, но многу се тие ретки. Така што, ако има некоја структурна аберација на хромозомите, најчесто ќе биде летална или пак ќе доведе на некој си лош фенотип. Сега, во зависност на кое ниво на организација, односно во кое ниво на делба на клетката се зафатени, ќе се појават овие хромозомски аберации, разликуваме три типа. Значи, хромозомски, хроматидни и изохроматидни. Некој сега ќе рече, добро да е хроматидите, нели хроматидите градеа вакво хромозоми. Така, нели кога имавме, например, имаме еден хромозом и тој е всушност изграден од две хроматиди, ова е едната хроматида, ова е другата хроматида. Или пак може би да имаме еднохроматиден хромозом. Сега ова е едноставно таква е номенклатурата и хромозомските аберации опфаќаат кога ќе настане некоја структурна хромозомска аберација при процесот на анафаза, значи при процесот на потенка стрелка, анафаза, при процесот на телофаза или во предсинтетски период, значи G1 период. Така, нели, тоа беше дел од интерфаза, каде што немавме двохроматидни хромозоми. Значи, ако настане во тек на анафаза, телофаза и предсинтетски период, односно кога хромозомите се еднохроматидни, например, нели, во анафаза, тие се влечат кон краевите, така, се влечат кон краевите од делбеното вретено. Во телофаза се веќе стигнати на крајот, ама секако еднохроматидни, така. И во предсинтетскиот период исто се еднохроматидни. Така да, ако настане на ниво на еднохроматидни хромозоми, тогаш се нарекуваат хромозомски аберации. Зошто? Бидејќи, да речеме, ова дека е хромозомот, така е еднохроматиден. И сега да речеме дека овдека настане некоја си промена. Поентата е кога тој хромозом ќе се реплицира во синтетски период, дали во наредниот делба, и неговиот кој ќе биде друг хромозом и тој ќе носи истата аберација. Сваѓате, зашто хромозомски, значи се јавуваат на една хроматида, ама кога таа хроматида ќе направи, нели, кога ќе се реплицира во синтетскиот период, кога ќе направи уште една хроматида, новата хроматида ќе носи истата аберација како нејзе. И вие се нарекуваат хромозомски. Сега, имаме хроматидни. Ова е кога веќе сме имале репликација на хромозомите, така што сега се наоѓаат во двохроматидна форма, така, ќе земеме со портокалова боја. Значи се наоѓаат како две хроматидни и кога структурната аберација ќе настане само на едната хроматида. Така настанува само на едната хроматида, некоја си структурна аберација. Значи, хромозомски беа кога беше еднохроматидна и настанува на едната, но понатаму кога ќе се реплицира ќе биде на двете. Хроматидни се кога се јавуваат кога е како двохроматидна, како двохроматиден хромозом и аберацијата ќе се биде само на едната хроматида. И изохроматидни
исто кога е, ева ќе ближиме, исто кога е двохроматиден хромозомот, ама аберацијата ќе се јави на двете хроматиди. Ама се јавила во време кога бил двохроматиден. Значи разликата помеѓу изохроматидни и хромозомски е што кај хромозомските се јави додека беше еднохроматидна, така, се јави додека беше еднохроматидна и понатаму кога ќе се реплицираше, така кога ќе станеше двохроматидна понатаму, всушност ќе ја носеше аберацијата. Ама настанала додека било една хроматидна. Сега кај изохроматидниве настанува во период кога е двохроматидна. Така да се надам дека ги правите разликите. Вака тука нека стои вака и вака. Значи еднохроматидна настанува аберација, кај хроматидни кога е двохроматидна само на едната хроматида и кај изохроматидни кога е двохроматидна и на двете хроматиди. Сега е интересно да се напомене дека хромозомски аберации се јавуваат всушност доста често, но тие самите по себе најчесто се обновуваат. Така, например, ако имаме некој си хромозом, дека земем подебела, нека биде бел, така имаме си некој хромозом, и да речеме дека овој тука дел се цепне, така што ќе добиеме нели два дела. И сега постои голема шанса дека ќе има обновување. Тоа е наречено обновувачко спојување, каде што повторно ќе си се врати како што си бил во првобитната положба. Ќе си се обнови така како што си бил. Така, значи овие делови овдека ќе си се обноват исто како што си искочиле. И всушност нема да има никаков проблем, иако настанала аберација, таа си се обновила. Но проблемот е необновувачко спојување, каде што повторно има некој начин спојување, инако не мора секогаш да има, ама се спојува на таков начин каде што имаме нов реаранжман на гените на ниво на хромозомот. Пример, тука настал прекинот, така. И сега тој дел кој бил прекинат, наместо да се прикачи сега доле, тој може, например, овдека ќе настане уште еден прекин, така, значи сега го имаме овој долниот дел кој беше откачен, и сега настане уште еден прекин некаде на хромозомот, и тоа ќе доведе, например, да се добијат, вака ќе направим овдека вториот прекин со портокалова боја, тоа ќе доведе да се добијат три фрагменти. Така, значи ќе имаме три фрагменти, дека ќе го имаме овој, и вака ќе имаме три фрагменти. Сега, например, може овој виолетовиот фрагмент да се внесе измеѓу портокаловиот, значи портокаловиот е вака нека биде тука, овдека нека биде виолетовиот и белиот нека си биде само тука доле и ќе го приспоиме. На тој начин што всушност тоа што го добивме е да овој дел, овдека идам назад, овој дел влегол тука некаде измеѓу. Така, значи не мора он да дојде на краевите. Но може и да дојде на крајот, значи не е битно, но поентата е со ова е необновувачко спојување. Значи ова горе беше обновувачко спојување, а ова доле е необновувачко спојување. Значи при обновувачко нема нов реаранжман на гени, додека при необновувачко има нов реаранжман на гени. Сега некој може да спомне како воопшто се скратува како воопшто се скратува например хромозомот. Например ќе си речеш гледај колку е вака дебел, така на некој начин, као ова целото треба да се скрати за да се откачи горниот дел. Но всушност не. Како што го имаме хромозомот, да речеме дека ова е хромозомот, мора да запамтите дека тој всушност е како собрана жица, така жица која ќе ја намоташ на макара, и ова е всушност големо парче ДНА. Така, ДНА, само така го представуваме како една прачка. Сега, всушност ако би зумирале, да знам овдека да зумираме некаде, вака ќе земам со виолетова, и ова го зумираме тука, вака направам поубава стрелка, би добиле дека всушност горниот дел, така, горниот дел е целиот вака со некои си хромозоми, и тука исто и долниот. Ама се што ги поврзува кој било дел од хромозомот со кој било друг дел од хромозомот е една ДНА верига. Така да ако прекинот настане тука, например тука имаме прекин на ДНА веригата, што ова ДНА верига всушност ако би ја зумирале, такова белото е всушност двојниот хеликс.
Така ова е двојниот хеликс. И ако настане прекин на двојниот хеликс, на која било точка, сушност ќе се одвојат овие цели вериги, така. Значи овој дел ќе оди нагоре, овој дел ќе оди надоле. Така што е под пресокот или нема врска, некој си насока. Значи се што треба е прекин на ДНА, значи не треба тоа да се скрати, не знам, се ова вдека вака, да се исече целото ова делче, па за да искочи. Него едноставно само тука некаде да се прекине, така, само тука некаде да се прекине, само едната верига, целиот дел ќе искочи. Бидејќи целиот дел е всушност една верига. Целиот хромозом, целата хроматида е една долга верига, така на едно место ако се прекине, цел дел ќе се откачи. Сега овие прекини, например, ајде овдека ќе го направиме прекинот, нека биде. Веќе овдека намерно го оставив по да не биде толку згуснато, за да се примети дека всушност е една верига. Ако настане тука прекинот, тоа може да настане на повеќе начини. Значи ако извадиме ДНА овдека на страна и речеме дека е двоверижна, така има две вериги. Сега прекинот, зависи како ќе настане, таа може брзо да се репарира или да не се репарира, па да се откачи целиот сегмент. Например, ако настане само на едната верига прекинот, има голема шанса дека тој ќе се репарира, односно ќе се поправи и нема да се откачи дел од хромозомот. Но може и да настане на двете вериги, ама да не настане на истиот базен пар. Например, таму еден прекин и тука еден прекин. Сега овие вериги може повторно да се држат поради тоа што и овдека има базни парови кои се држат со водородни врски, така што на некој начин ова би изгледало како ова тука ќе биде прекинато, ова долната доле некаде ќе биде прекината, но сепак има делчиња каде што уште ќе се држат двете вериги заедно, така што може и ова да се репарира, така да нема некаков проблем. Но проблемот настанува кога ќе стане прекинот на истото место кај двете вериги, така, или пак многу близу, така што една водородна врска ќе не може да ги задржи двете вериги. Ако ќе настане таков прекин, всушност се прекинува ДНА, и ако се прекинува ДНА и на минатиот случај, така, каде што целиот овој сегмент кој се наоѓа под тој прекин, ќе се одвои, едниот сегмент натаму, едниот сегмент нагоре. А овие прекини, како што зборевме за индуцирани мутации, може всушност да настанат од различни физички фактори како ултравиолетово, како радијација, некоја си дали партикули од алфа, бета, честички, или пак од различни хемиски фактори, така некои си хемиски соединенија кои ќе ги заменат азотните бази, ќе направат некој си нестабилен базен пар, така некој си хемиско соединение, ќе направиме како еден чисто агомник. Може да бидат и различни биолошки фактори, како вируси. Така, значи вируси, биолошки ќе направиме со жолта боја. Различни биолошки фактори како вируси, или пак некои бактерии. Значи постојат различни фактори кои може да предизвикаат прекин во ДНА, што ќе се одрази, нели, да се откачи цел дел од хромозомот. Така, ако се предизвика прекинот, овдека овој дел, како што видовме, ќе се откачи, ќе биде еден дел, овој долниот дел ќе се откачи, ќе си биде друг дел. Добро, ова значи ми беше колку да објаснам дека не треба да се скрати вака сите ДНА вериги кои се наоѓаат во тој тука пресек, него се крати само една верига и целиот дел се откачува. Сега, сите овие структурни хромозомски аберации во однос на тоа дали ќе се наследат, ги делиме на стабилни и нестабилни. Значи, стабилните се тие кои се наследуваат на потомството и најчесто нема промена на хромозомскиот број, односно на целиот геном. Значи, само има некои преструктурирања, но вкупниот број не останува променет, дека нестабилните не се пренесливи, значи не се наследи, бидејќи тие не може да образуваат најчесто функционални гамети, но некогаш може, но нестабилни се рачунаат тие кои што има промена односно зголемување или намалување на бројот на хромозоми или делови од хромозоми. Сега денеска се смета дека отприлика 1%, ако не и повеќе, како што се прават повеќе анализи, ќе се забележат многу повеќе структурни аберации, дека 1% од популацијата има некакви си структурни аберации кои ги носи со себе. Тие најверојатно се кои минорни аберации,
бидејќи не сите мора да дадат некој си фенотип. Значи 1% е секоја 100-та личност. Сега ние не гледаме секоја 100-та личност дека е некако си изменета фенотипски, така, не дека има некоја си голема фенотипска изразеност, бидејќи има голем дел од структурни хромозомски аберации кои например се стабилни, се обновливи или пак не се настанати на некои си клучни места и при тоа не даваат некаква си фенотипска изразеност, така што индивидуата ќе изгледа прилично нормално, така, хајме цртаме на индивидуа. Нека биде. Изгледа прилично нормално, не мора да изгледа некако чудно. Значи тие индивидуи често се нарекуваат мирни носители на хромозомски мутации, бидејќи не даваат никакви фенотипски или патолошки карактеристики. Денеска се користат многу методи за да се детектираат сите тие структурни аберации, но ние нема да навлеземе во тоа. Едноставно како за крај, уште да спомнеме како се делат спрема тоа дали настануваат на еден ист хромозом или на различни хромозоми. Структурните аберации, значи можеме да ги поделиме на две класи, значи тоа може да бидат интрахромозомски или пак да бидат интерхромозомски. Сега, интрахромозомски се тие кои настануваат на ниво на еден ист хромозом. Така, значи, ќе направиме еден хромозом и сега ќе го обојам со различни бои за да ги разликуваме кои различни сегменти дека има, кој портокалово, жолто, портокалово, жолто. И ако настанат промени така што, например, се наредат двата портокалови региони еден до друг, па двата жолти региони еден до друг или пак исчезне некој регион или како и да е, но настануваат на ниво на еден хромозом, тие се интрахромозомски, значи ниво на еден исти хромозом. А ако имаш два различни хромозоми, да речеме нека биде едниот портокалов, другиот хромозом е зелен, и сега настане, например, од портокаловиот дел се скрати нешто и отиде кај зелениот хромозом, тоа се интерхромозомски. Помеѓу хромозоми, така? Добро. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе збориме за интрахромозомските промени. Довидување.